Оваа недела или пак овој викенд, 21 јуни, меѓународниот ден на скейтбордингот во Скопје ги обединува скејтерите и љубителите на урбаната култура. Ке нема прилика да го имаме барем визуелно на видео, меѓутоа телефонски ќе можеме да го вклучиме утринава, чисто само да го најавиме сега кој овој настан. Виктор, дали сега не слушаш барем вака телефонски? Добро утро, Марко. Да, ве слушам убаво. Добре, не знам од која причина ретко ни се случува некој да не слушне вака и визуелно, меѓутоа добро е што вака барем телефонски ќе го најавиме настанот или ќе се разбереме што се вели. Така што кратко само околу утрешниот датум, често пати кога се ближи всушност и 21 јуни или пак во минатото поучено од искуството, секој пат кога сме говориле за скейтбордингот, кој што одамна не е само маргинална активност, кој што е една глобална, би рекол, урбана култура, признаена меѓу другото, ако не сме знаеле, и како спорт на Олимписките игри во 2020-та, со стотици илјади активни возачи низ светот, и Скопје може да се пофали сепак на некој начин што има една убава улична урбана култура која што благодарение тебе и твои колеги и пријатели придонесуваат за да на некој начин можеби немаме најдолга, меѓутоа важна институционална скейт историја и во Скопје. Како си ми утринава? Дали си добро? Добро утро, Марко. Супер сум, благодарам за прашањето и исто така пред себе сакал да се заблагодарам на цела ваша екипа за цела подршка што ја давате во однос на скейтбордингот и нашата урбана култура. Да, и ќе се обидеме секако тоа да останеме достоинствени и за оваа, јас би рекол, гранка и за луѓе кои што придонесуваат. Бидејќи, Виктор, ќе се сложиме, можеби Скопје нема најдолга, како што кажав и пред малку, институционална скейт историја, како можеби некои европски градови на кои што сме виделе, сме ги посетиле, но има една силна улична таа или стрит сцена што се развивала нели околу паркови, плоштади, платформи, некој пат импровизирани простори или крај Вардар. Дали денес и покрај се скейтбордингот во Скопје е само хоби може на една група луѓе или пак тиво урбан јазик кој што градот се обидува се уште некако да го прочита? Па како што кажа Марко, низ годините ние веќе ја 26 години сум активен скейтер и низ годините се трудиме и правиме напори заедно со заедницата, со другарите и повозрастните скейтери да создадеме нешто со кое што би можеле нели помладите генерации да го наследат. Урбаната култура и скейтбордингот со текот на времето порано нели било како андерграунд, маргинализирано, меѓутоа со текот на годините стана олимписки спорт. Младите деца кај нас во нашата држава, значи не само во Скопје, се развива скейтот, меѓутоа знаете како кај нас сме разговарале, нешто ќе се направи, потоа нема континуирано одржување, за да може тоа секоја година да се одржуваат настани, да се стварат клубови, за да еден ден и ние се појавиме на таа олимписка сцена. Поддршката моментално тивко ја имаме, меѓутоа знаете како, додека не се направи нешто конкретно, ние не можеме да кажеме дека сме постигнале нешто. И пак ја апелирам, кога ќе се направи нешто, тоа треба да се наследи, да се одржува за да има еден континуитет на оваа гранка, не знам, премногу скапа за да се развива или не знам како да кажам. Меѓутоа, да, еден битен сегмент од нашето општество, урбаната култура е лидер, водич, како да кажам, на младите. Јасно, да, и добро е што го нотираше. Пак ќе кажам, освен тоа што скейтбордингот е признат како олимписки спорт од 2020-та, меѓутоа неговата суштина останува улична, слободна и често антисистемска. Дали можеби веруваш дека институционалното признавање му помага и делумно му ја одзеде можеби некој пат таа автентична енергија на скейтбордингот? Не, апсолутно не. Институционалната поддршка е добре дојдена за скейтбордингот. Секако, мислам, без институциите ние не можеме да имаме скейт паркови, нели? Ние како скейтери сме андерграунд, да, меѓутоа на светско ниво и кога би сакале да постигнеме некакви резултати во однос на како спорт, нас ни треба институционална поддршка секако. Меѓутоа андерграундот си останува андерграунд, тука нема дилема. Па во овој случај, Виктор, што е да речеме поголем предизвик за една скейтбординг заедница од која што си дел, како што кажа, повеќе од 2 децени, можеби недостаток на апропо инфраструктура или пак разбирање од да речеме пошироката маса на народ? Вака, апсолутно. Ние пошироката маса на народ секако поддршката ја имаме.
ние кај да одиме да возиме скейт било каде во нашата држава или во светот, јас сум модел, сум шетал, каде и да се појави со скейт, ќе седнеш на некоја клупа и веднаш доаѓаат така урбани луѓе, пријатели, другари се поставуваат и се шири таа заедница, знаете. Меѓутоа, како институционална поддршка, ние секако треба да ја имаме во однос на развивање на како спортски сегмент. Меѓутоа, скейтбордингот се останува underground. Мислам, тука нема дилема. Јасно. Често се вели дека скейт културата е баш некако заедница без формални правила, но со силни непишани кодекси. Ако те прашам, кои се тие непишани правила во скопската сцена што можеби ја одржуваат или ве одржуваат вас како заедница заедно? Нема правила. Слободата на изразување на секој поединец. Правила нема во скейтбордингот, апсолутно нема напишани правила дека треба тоа така кодекс однесување или нешто слично. Скейтбордингот е слобода, значи излагаш на скейт и се движиш кај сакаш, возиш и едноставно светот е твој. Да, често сме говорили што можеби му недостасува на Скопје или пак на нашата татковина за да стане можеби град кој што вистински ќе ја разбере и поддржи скейт културата, нели самата инфраструктура веќе нели напомената едукација или промената на менталитетот. Верувам дека овие се наставни кои што го поттикнуваат истото искрено. Пред извесен период, бидејќи често го користам нели кеот на Вардар, тоа е веројатно и големо прибежиште беше и останува. Не знаев дека е во таква доведена руинирана состојба нели скейт паркот кој што всушност и беше возобновен, беше едно јас би рекол прибежиште на настани, особено за вас. Има ли апел повторно се врати да се реконструира тоа повторно седиште, што се случува? Да, Марко, значи како што кажав, имаме некоја тивка поддршка, меѓутоа се додека не се реализира, јас не верувам веќе на зборови, затоа што долги години се борам институционално да имаме нешто на кое што ќе трае, значи не само да се направи и тоа да се остане така. Нашиот менталитет како менталитет е навистина мислам сменет, пошто веќе сите ние шетаме низ светот, не е Балканот веќе затворен. И менталитетот апсолутно мислам јас говорам со сите дека веќе мислам тоа не треба да се споменува затоа што веќе ние сме нова генерација дојдени каде што светот ни е отворен и шетаме и гледаме надвор како е. Тоа го носиме кај нас во нашата држава. Јас како индивидуалец човек кој што бил надвор и видел како е, јас ето тоа го носам тука. Сум имал прилика и да останам надвор од нашата држава, меѓутоа сум го одбил тој предлог затоа што би сакал да придонесам нешто во нашата заедница. Да, веројатно ќе останеме неуморни борци и оптимисти. Тоа е нешто што веројатно и како животна филозофија си го носиме секој од нас. Некој помалку, некој повеќе, меѓутоа искрено ќе ти заблагодарам од името на цела редакција што тоа го правиш вешто. Многу е лесно веројатно да се некако откажеме од нашите идеи, цели и заложби конкретно за да направиме и создадеме уште поубаво и спокојно заедништво и живот, соживот пред се, бидејќи сепак скейтбордингот е дел од таа урбана култура и субкултура во една заедница. Кога говориме за 21 јуни, всушност меѓународниот ден на скейтбордингот, дали денеска тој има една символична тежина или е повеќе повод за едно неформално дружење, барем утрешниот датум во Скопје кај познатата фонтана Лотус во градскиот парк? Значи, скейтбординг дей како скейтбординг дей си го организираме ние формално и официјално веќе, затоа што, например, тоа е веќе од 2004 година. Светската заедница на скејтерските компании го имаат основано со тоа што ние како скейтери сме го прифатили и си го одбележуваме заедно во целиот свет. Како што напомена, 21 јуни фонтана градски парк, ќе бидеме собрани таму, ги покануваме сите љубители на урбаната култура и скейтбордингот да дојдат, да се дружат, сите деца што имаат скирол дома нека дојдат, значи не е битно колку време возиш, колку си добар во скейт, значи апсолутно скейтбордингот е едноставно само дружење, да се запознаат луѓето кои што например сакаат да возат, да се дружат и вас ве поканувам, исто така и на вас ви се заблагодарувам во името на целата скејтерска заедница за поддршката што ни ја давате и тоа е. Да, и сосема за крај би те прашал, Виктор,
дали и колку денеска самата скейтбординг заедница и кај нас можеби влие се уште, бидејќи сепак друго е да се влезе во ваши чевли, па тоа да го кажете нели директно пред еве и во случајот на објективот на Телма, влие врз самата урбана естетика на градот, од движење до култура до па и начин на користење на јавниот простор. Апсолутно. Урбаната култура е многу битна гранка и битен сегмент кој што ние урбаните луѓе, слободумните го живееме тој живот. Секако е битно. Како што исто така е битен секој сегмент на култура во целото општество и скейтбордингот и урбаната култура се секако битни во целиот тој ланец. Значи тоа го прави на цело општество. Културите, како културите, општо кажано и општо земено се битен сегмент. Меѓутоа, скейтбордингот, ја како скейтер ќе кажам, дека многу придонесува за развојот на младите, на урбаната култура, за сите локации во градот, како underground, тоа е една заедница. Марче, тоа е, без тоа, не знам, градот би бил мртов. Би бил сив, да, и не би сакале да биде монохроматски. Виктор, така, ти да. благодарам за ова вклучување телефонско. Вакво или онако, битно е дека беше тука и даде придонес за утринската, даде придонес и за утрешниот 21 јуни, каде што секој кој што не гледа или сака да биде дел од една уживачка приказна, па макар и тоа да се нели обсервира острана, ќе ги поканиме еве уште еднаш токму оваа недела градски парк Фонтана Лотос на плочникот пред споменикот на Гоце Делчев. Ти благодарам за вклучувањето.